Të nderuar teleshikues, mirë mama dhe mirë se vini në intervista qavore që i zhvillojmë rregullisht në studiot e TV Globit apo me misafir të proveniencës politike maqedonase. Kësaj radhe në misafir do të kemi deputetin nga radhët e VMRO DPMNE-s nga Gostivari, zotin Sasho Aqimovski, dhe do ta fillojmë domethënë intervistën e sonshme me deputetin në Parlamentin Republikan. Počitovani gledači, dobro dojdovte vo nedeljните intervjua što gi pravime uslovno da kažem so makedonskite političari ili makedonskite od blok od političarite, kada što večer vam i predstavува zadovoljstvo da takov intervju napravam so pratenik od Sobranijeto na Republika Makedonija, od redovite na VMRO DPMNE, od Gostivar, gospodino Sašo Aqimovski. Dobro večer, dobro dojdovte. Добро вечер и од мене. Поздрав до сите гостиварчани, а посебен поздрав и до гледачите на Глоби телевизија. А јас ви се заблагодарувам за тоа што го прифативте нашата покана да бидете дел од неделниот интервју. Ми беше чест и задоволство. Вака, господин Аqimovski, вие сте, освен што сте пратеник во Собранието на Република Македонија, вие сте и преседател на огранокот на ВМРО ДПМНЕ во Гостивар. Според партискиот статут, усвари партискиот статут тоа не ви дозволува да држите две функции. Усвари функцијата пратеник е и професионална професија во Република Македонија, така и според статутот вие не требате да сте и преседател на огранок на ВМРО во Гостивар. Значи вие сега дали имате внатре партиски избори и што се случува во тој поглед во партијата во огранокот во Гостивар? И дали се јавуваат така недоразбирања и тие работи? Благодарам. Значи, со дел од прашањето се сложувам, со дел ќе го прокоментирам во одговорот. Инаку во статусот на партијата не стои дека покрај тоа што пратеник не е дозволено да си председател, меѓутоа постои една установено правило да нема акумулација на повеќе функции на едно место. Значи, една личност да не може да биде и пратеник, и да биде и председател, или директор и председател. И токму од тие причини, значи ВМРО ДПМНЕ како демократска партија сака тие функции да ги разводни на повеќе личности. Така да констатацијата ви е точна дека секаде, значи во секој огранок на ВМРО ДПМНЕ низ територијата на Република Македонија не се дозволува покрај тоа да бидеш пратеник, да можеш да бидеш и председател на огранокот. Па така да и во Гостивар со моето назначување, нели со именувањето на пратеник во Собранието на Република Македонија се распиша и избори за председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Гостивар. Според статусот на партијата, значи тие избори се распишуваат во повеќе дневни весници во Република Македонија. Самиот оглас е отворен и трае 30 дена, на кој што оглас може да се пријават сите оние кои што се заинтересирани, значи да ја обавуваат таа функција и нормално до денот на доставувањето на апликацијата да бидат членови на ВМРО ДПМНЕ. Ќе напоменам дека на самиот оглас, значи се пријавија 24 кандидати. Значи има заинтересирани. Да, има доста заинтересирано за оваа функција. Значи се пријавија 24 кандидати кои што доставуваат своја биографија и мотивационо писмо од кои причини и како мислат да ја обавуваат оваа функција. Понатака, значи, после нивното пријавување следува првата фаза во која што е формирана комисија од страна на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, која што значи поединечно ги интервјуира овие кандидати и прави една потесна селекција и потесен избор, да речеме, од тие 24 кандидати да останат 5 или максимум 6 во потесен круг. Од колку мина е составена таа комисија? Таа комисија е составена од 5 члена, кои што значи ги интервјуираат овие кандидати и врз основа на резултатите кои што ќе ги покажа на интервјуто, како што претходно и се искажав, од нив одат 5 или 6 во потесен круг, кои што понатака пак одат на интервју кај председател на партијата. Во конкретниот случај, значи Никола Груевски. Понатака, значи, председателот врши нивно интервју и од
добиените резултати, значи истото го представува на извршниот комитет каде што се бира претседател на партијата. Во постапка е, првиот круг е завршен, значи комисијата го заврши првиот дел, сега наред е вториот дел каде што треба да настапи интервјуто кај претседателот и потоа нели извршниот комитет на ВМРО ДПМН да може да избере кандидат. Значи ова процедура е во завршна фаза. Да, во завршна фаза и стандардна е за сите градови во Република Македонија, значи во сите општини во кои што ВМРО ДПМН бира претседател. Инаку во однос на вториот дел од прашањето, дали постои недоразбирање, нема такво нешто во општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Гостивар, значи апсолутно постои една кохезија во сите органи на комитетот, а тоа го покажа и последните парламентарни избори каде што освоиме 8032 гласа, или за разлика од последните парламентарни избори споредено, значи имаме покачување за 20%. На минатите избори имаме 6750, а сега имаме 8032 гласа. Според това, значи, граѓаните се задоволни од функционирањето на ВМРО ДПМН и во градот Гостивар, секако, бидејќи викате дека сте ги зголемиле бројот на гласачите. Во тој поглед, колку се реализирани вашите проекти? Колку си задоволен од тоа дека сте ги реализирали зацртаните проекти во годината што помина, да кажеме? Да. Во тој поглед, колку сте задоволен? Па јас морам да признам дека доста сум задоволен, затоа што она што го имавме ние зацртано, а тоа беше и на претходните локални избори, бидејќи јас бев тогаш и кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, и можам да кажам дека скоро 90%, значи до овој момент, иако има поминато само не повеќе од година и пол или за малку 2 години од локалните избори до сега, она што ние го имавме зацртано во програмата, 90% се реализира, односно е во фаза на реализација. Значи тука би истакнал кои се проекти, кои вредат да се споменат, кои што вредат, значи да се споменат, би ги сублимирал. Има доста, меѓутоа би ги сублимирал во така да би рекол 4-5 елементи. Тука пред се би ги спомнал изградбата на канализациони мрежи кои што се одвиваат, значи во Гостивар и околината на Гостивар. Потоа изградбата на водоводни мрежи, исто така кој што е многу битен и значаен дел за територијата на општина Гостивар, би ги истакнал проектите во образованието кој што ги има во повеќето училишта. Тука прети се би истакнал, значи сменување на прозорци во основното училиште Гоце Делчев и во средното економско училиште, кој што токму денес имавме и промоција, нели, на тој нов проект. Потоа би истакнал спортската училишна сала во основното училиште Исмаили Чемали. Така да и доста други проекти, значи во образованието, како што беше реновирање на училиштата, потоа новата лабораторија во средното техничко училиште и многу други, нели, ортикултурни уредувања во самите училишта. Исто така би навел дека има и доста проекти кои што во изминатиот период ги направивме во здравствената област, односно во здравствениот систем во Гостивар, во болницата, општата болница Ферин Мурат во Гостивар и здравствениот дом во Гостивар, беа донесени голем број на нови елементи, беше обучен кадар, а исто така се предвидува и скорешно, значи, реновирање на болницата, општата болница во Гостивар. Исто така, значи, во иднина се планира, веќе почна... Да, бидејќи во тој поглед што планирате да инвестирате во Гостивар, токму тука се случуваат и ве гледаме ние во дебати во собранието, во комисиите на собранието, време на носење на буџетот за следната година, колку од проектите ќе се финансират од буџетот за следната година, а се однесуваат за Гостивар. Да, токму така, како што рековте, јас сум и член на Комисијата за финансирање и буџет во Собранието на Република Македонија и нормално како пратеник кој што доаѓа од овие простори, се борам за што повеќе средства да има тука за Гостивар и гостиварци. И што можат граѓаните да очекуваат во наредниот период? Вака сублимат на тоа би дал
Во завршна фаза е филтер станицата или пречистителната станица, која што мислам дека од особено значење, приоритетно значење за сите граѓани на општина Гостивар, бидејќи ние, иако сме прв град до реката Вардар или до самиот извор на реката Вардар, во изминатиот период пиевме често, знаеме да дојде до загадување на водата, значи до заматување, би рекол, во овие есенски периоди кога има обилни врнежи од дожд. Така да владата донесе еден програм за тековен од 2011 до 2015 и во 2015 година значи се издвоени 31 милион денари за доизградба или завршна фаза од прочистителната станица, така да значи во 2015 година овој проект треба целосно да заврши и ќе има Гостивар чиста вода за пиење. Така, токму така. Да. Потоа, значи, е предвидено изградба на едно повеќе наменско спортско игралиште во износ од 7 милиони денари во населба Циглана, во самото училиште. Предвидено е изградба на капела, која што значи средства се одобрени од Министерството за транспорт, а самиот проект значи ќе го изведува општина Гостивар во износ од 4,5 милиони денари. Предвиден е значен проект за реконструкција на патот Тетово, Брвеница, Чегране, Чајле, Гостивар. Токму во тој дел сакав и да прашам. Во Република Македонија се во фаза на изградба неколку автопатишта, 3 се од поголемите. Значи, ние очекуваме изградба и на автопатот Гостивар-Кичево. А во тој поглед сакам да ве прашам и во врска со регионалните патишта, што ги спомнавте. Гостивар, Чегране, Брвеница, Тетово и регионалниот пат Гостивар-Брапчиште, Пирок и до Тетово. И тие не се во добра состојба, па во тој поглед, колку вие се ангажирате да се одвојат средства и за тие регионални патишта? Да, како што напоменав, значи и битен ние и автопатот Гостивар-Кичево. Токму така, Тетово, Брвеница, Чегране, Чајле, Гостивар во должина од 16 километри и во износ издвоени се средства од буџетот на Република Македонија за 2015 година во износ од 2,5 милиони евра, кои што овие средства ќе оде преку Светска банка, токму за реконструкција на овој патен правец и значи ќе се добие еден добар вака магистрален пат. Исто така предвидена е реконструкција, односно рехабилитација на патниот правец Тетово, Пирок, Неготино, Врапчиште, Гостивар во должина од 10 километри. Овој проект ќе го изведува Македонија пат, обезбедени се 7 милиони денари, значи за 2015 година за да се заврши со рехабилитација на овој пат. Следната година треба овие да имаме така доста да очекуваме. Да, и да завршат. Значи негде би требало да почнат во јуни месец, а да завршат негде септември, октомври. Така е предвидено според планот. А многу значење исто за нас гостиварци патниот правец Гостивар-Кичево. За жал, значи во моментов се уште не е изнајден концесионер кој што би го работел овој патен правец. Знаеме дека теренот е доста непристапен. Инаку од буџетот на Република Македонија издвоени се 12 милиони денари за консултантски услуги преку меѓународната финансиска корпорација која што преку тие консултантски услуги треба да избере концесионер, значи да ја олесни работата за избор на овој концесионер и се надеваме дека ова ќе помогне да се најде концесионер кој што ќе го изгради овој патен правец, а тоа покрај тоа што за нас многу ќе биде значајно, значи затоа што ќе имаме еден современ автопат, ќе може и доста фирми од Гостивар да работат, па малку и да се развижи стопанството во овој регион. Значи се работи и во тој поглед. Да. И во скоро време, значи можеме да очекуваме и патот Гостивар-Кичево да почне покрај овие регионални патишта што ги спомнавте. Значи, Гостивар, господине Акимовски, се смета за земјоделско-сточарски крај. Има некои населени места во Гостивар им недостасува земјоделско државно земјиште. Дали тие, да кажам, Форино, Чегране, тие немат земјоделско државно земјиште кое можат да го земат под концесија и да го обработат. И сега, дали тие можат или има места кај можат во општина Гостивар да земат такво место за да ја работат. И уште нешто сакам во овој поглед да ве прашам. Во овој период 2006-2013-2014 година државата одвои негде 591 милион евра
за субвенции на земјоделството. Сега, колку ќе има за следниот период и кога земјоделците можат да ги земат или да ги подигнат тие субвенции за земјоделството? Вака, значи, во однос на првото прашање за можноста за добивање на земјоделско земјиште за населените места Чеграни и Форино. Државно земјоделско земјиште. Државно земјоделско земјиште, токму така, значи, владата ја дозволи таа можност за да може, значи, да се изнаеме државно земјоделско земјиште. Сега во законот, значи, стои дека секој оној кој што е граѓанин на Република Македонија, доколку нема и не мора да значи дека кај него треба да изнаеми, може да изнаеми на било кое место на Република. Да, на Република Македонија. Така да еве еден апел до граѓаните, значи, на Чеграни и Форино, доколку се заинтересирани за такво обработливо земјиште, значи да се заинтересираат да појдат во катастарот, значи на нивната подрачна единица на катастарот, да видат каде стои РМ и да отпочнат процедура, нели, за јавен повик и земање под концесија на тоа државно земјиште, уште еднаш повторам, на било кое место или територија на Република Македонија. Таму каде што тие, нели, се заинтересирани за обработка на тоа државно земјиште. А во однос на втората прашање, значи владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, води грижа за целокупното население на територијата на Република Македонија, без разлика на вера, националност и припадност, и токму во тој правец, значи, извојува голем дел од своите средства од буџетот за овие субвенционирање на земјоделието. Како што и самите кажавте, во претходниот период од 2006 до 2013 се издвоени околу 591 милион евра, а за 2014 се предвидени фантастични 140 милиони евра само за оваа година субвенции во земјоделието и веќе е почната исплатата на субвенции за тутунот, а треба да продолжи со житните култури, а понатака, нели, и останатите култури во земјоделие. Колку граѓаните на нашата општина се заинтересирани за овие фондови? Па има големи субвенциите, мислам, дали се граѓаните на Гостивар придобиваат од оваа владина придобивка, да кажам? Да, придобиваат, меѓутоа јас би ги повикал сите граѓани на општина Гостивар да појдат во подрачната единица на Министерството за земјоделие. Сите оние кои што по било кој основ, значи мислат дека може да добијат субвенции, да се заинтересираат за правните правила и прописи кои што треба да ги и условите да ги исполнат, за да може, нели, од таа страна да бидат исправни и да може да навремено и благовремено да аплицираат и потоа да ги добијат субвенциите. Има, меѓутоа, мислам дека треба и уште малку да се поработи во тој правец да има уште поголема придобивка граѓаните на Гостивар од овие субвенции. А кога може да очекуваат да ги земат субвенциите? Како што кажав, субвенциите, значи, се почнати, таму има етапи во исплатување. За 2014 година негле би требало до март-април, значи етапно тоа како што оди да се заврши со исплата на целокупните субвенции за 2014 година. Господине Цимовски, вие спомнавте пред малку дека вие планирате да инвестирате и сте инвестирале и во здравствениот дом во Гостивар, здравствениот дом Ферид Мурат, а ние гледаме дека во последно време клиничкиот центар во Тетово ностоп добива нови апарати за полесна диагностифирање на болестите. Што можеме во тој поглед да очекуваме во Гостивар? Дали се планира некој од новите апарати да дојде и до Гостивар? Да, токму и јас славно кога збориме Тетово во Гостивар, ние како ривали, да, локални ривали. Сепак Тетово има клинички центар, а Гостивар има општа болница, нели, Ферид Мурат, и во дело на тие надлежностите не се исти, значи поголем е и број на пациенти кои што треба да ги обслужува Тетовскиот клинички центар, меѓутоа не можеме да кажеме дека и во Гостивар не е инвестирано, меѓутоа сепак треба да признаеме дека моментално општата болница во Гостивар се наоѓа во една незавидна положба заради долговите кои што ги има направено во изминатиот период. Тука сега не би сакал да навлагаме дали е поради лошиот менаџерски тим или е нешто друго во прашање, тоа ги оставаме, нели, на надлежните органи. Меѓутоа мислам дека она што треба ние да го направиме, да помогнеме да се зголеми буџетот на општата болница Гостивар и во тој правец работиме заедно со
сите релевантни фактори тука, почнувајќи од директорот и сите останати, нели, пратеници од градов, за да можеме да го зголемиме тој буџет и да може, нели, полека овие долгови да се чисте и да може да напредува општата болница во Гостивар. Инаку, колку за подсетување, во општа болница Ферин Мурат Гостивар во изминатиот период беше инвестирано во КТМ компјутер, така да сега нашите граѓани тука не мора да одат во Скопје, може тука да си направат компјутер. Беше инвестирано во лапароскоп, така да веќе се изведуваат операции по лапароскопски пат, значи не онaj со класични операции, туку по лапароскопски пат тука во општа болница Гостивар. Беше набавен ендокардиограф, потоа стерилизатор и беа набавени, значи, повеќе операциони апарати кои што служат, нели, за при операции на нашите граѓани тука во Гостивар. Друга реконструкција што планирате во општата болница Гостивар? Во просториите? Во просториите, инфраструктурно, да, значи предвидено е, влезено е во буџетот на Министерството за здравство и општата болница Гостивар и здравствениот дом да може, нели, во наредниот период кој што слези да се изврши реконструкција, да се обноват, нели, тие оделенија во кои што и самите оние пациенти би добиле подобри услови при нивното лекување во овие установи здравствени. Господине Акимовски, да зборуваме малку околу локалната власт во Гостивар. Вие сте во коалиција во Гостивар заедно со ДУИ и често пати ве гледаат низ кафулињата во Гостивар со градоначалникот Бејта и со раководството на општината. Тоа значи дека коалицијата ви оди добро, но тука во Гостивар сте и во коалиција со СДСМ. Како, мислам, со опозицијата тешко ви оди во последниот период, а у Гостивар, еве, сте заедно на власт и во овој поглед има шпекулации дека малку односите се, условно да кажам, расипани со СДСМ поради случувањата во село Тумчевиште, некои инвестиции што беа, пустоа имаше околу рушењето на некои од куќите за отворање на патот ЈНА, таму што се поврзе со мост со населбата Дутлок и така натаму. Да, вака, значи, вистина е тоа дека ВМРО, ДПМН и ДУИ има една коалиција на високо ниво тука локално и можеби представуваме и пример за коалицирање на целата територија на Република Македонија. Јас покрај тоа што еве како коалиционен партнер со Башким Хасани сум и долгогодишен пријател и така да уште дополнително, значи, во тој правец ја зголемуваме нашата соработка. Инаку во однос на она што го спомнавте дека коалицираме со СДСМ, тоа е можеби ваше гледиште од аспект дека токму локалната самоуправа му недостасуваше еден советник за да го добие мнозинството, нели, во советот, и беше земен еден советник од редовите од коалицијата на СДСМ и останатите политички партии кои што коалицираа за време на локалните избори, беше земен советник од редовите на ВМРО Народна партија и токму тој аспект ми се чини дека е вашата констатација дека и коалицираме со СДСМ, инаку како ваша констатација мене ми прилега затоа што сепак јас сум представник на сите тука во Гостивар, поготово на оние од македонскиот политички блок. Во однос пак на нарушувањето на коалицијата со ДУИ, да бидам до крај искрен, имавме малку некои си така недоразбирања околу изградбата на патчињата или селските патишта во село Томчевиште и ова што го спомнавте со рушењето на куќите кои што во дадениот случај се погодија да видат сите на собственици македонци за изградба на патот во што се отвори со населба Дутлок. Да, Дутлок преку ЈНА. Меѓутоа морам да признам дека токму така како коалициони партнери седнавме на маса, ги отворивме работите, отворено продискутиравме и можам да кажам дека на општо задоволство и на граѓаните на Томчевиште, на село Томчевиште, и на
сите граѓани на Гостивар, значи најдовме заедничко прифатливо решение, така да на крај сите овие работи значи се случија со добро, со отварање на ленти, бевме пречекани од сите жители на село Томчевиште, а како што знаете, знае и вашиот медиум кој што цело време значи ја пратеше ситуацијата, пратевте таму, јас да ви се заблагодарам токму за тоа заедно со тебе Менада, кој што го пратеа целата ситуација, видоа дека на крај значи успеавме да испосредуваме, затоа што мојата улога во целиот овој случај беше посредничка, затоа што како пратеник јас немам ингеренции да решавам локални проблеми, меѓутоа посредничката улога си го дојде до своето и се заврши на општо задоволство да сите бидеме среќни, а таму да имаме пат кој што ќе го поврзува Гостивар со населбата Дутлок и на некој начин ќе се растерети сообраќајот во градот, оној сообраќајен хаос кој што сега постои. И во село Томчевиште ќе се изгради патот од селото до автопатот? Токму тоа сакам да го кажам, дека исто така за 2015 година предвидени се средства во буџетот на Република Македонија преку програмата за локален рурален развој, за да се прошири патот од село Домчевиште до автопатот Гостивар Тетово, до клучката, значи Гостивар Тетово во должина од 1,6 километри и со тоа значи целосно ќе се затвори. Овие два проблеми беа тие што така става впечаток дека ви се нарушија односите во коалицијата внатре на локално ниво. Сепак на крај се завршило со договори со тоа што ќе придобиваат граѓаните на Гостивар. Државата одвојува огромни средства за социјалните случаеви. Во Гостивар се двојат милионски суми на евра за таквите случаеви. А од другата страна се најавуваат инвестиции, странски инвестиции, се отварат нови работни места в Скопје, Тетово, Штип, Струмица, Кавадарци таму, а у Гостивар еве се најавува 13.000 нови работни места. Дали од тие инвестиции некоја ќе стигне и до Гостивар? Да, добро е прашањето. Јас би кажал дека уместо да одвоиме пари за социјална помош, да ги вработиме луѓето. Да, токму така, значи оваа влада покажа голема грижа за оваа категорија на луѓе со тоа што за овие социјалци, со тоа што е зголеми социјалната парична помош за негде околу 46%, кој што исто така пак го зголем износот на средства кој што се извојува. Ако знаеме дека во општина Гостивар значи само 3000 семејства примаат социјална парична помош и уште 5000 по друг основ, значи се работи за најразлични видови на социјална помош за негде прилика околу 8000 случаеви или семејства, ќе видиме дека стварно се изголуваат големи милионски суми за оваа намена. Факт е дека еве се градат технолошко-индустријски развојни зони, значи како што самите споменавте во Скопје, во Тетово, во Струга, во Кичево нема во Гостивар. Јас како пратеник во Собранието на Република Македонија токму и поставив пратеничко прашање на кое што чекам писмен одговор во наредниот период, дали се предвидува изградба на технолошко-индустријска развојна зона во која што нели че можеме и ние како гостиварци да ги привлечеме тие странски инвестиции. И во изминатиот период како претседател, како пратеник сум се борел тука за вакви можности, направиме 4-5 домашни инвестиции тука во стопанскиот комплекс во Зубовце. Се надевам ние немаме таква можност да им наредиме на оние инвеститори кои што идат тука да дојдат во Гостивар, затоа што услови да им створиме. Така, значи тоа е да им створиме услови и тоа ќе ни биде вака приоритетна задача, да не речам задача број 1, кој што јас како пратеник ќе имам во наредниот период заедно сигурно со останатите пратеници кои што потекнуваат и кои што идат тука од Гостивар, да се избориме да има технолошко-индустријска развојна зона и тука во Гостивар, да им створиме што подобри услови и на тој начин да привлечеме странски инвестиции. Инаку знаеме сите дека Гостивар за жал од транзицијата голем број на работени остана на улица затоа што се затворија најголем дел, да не речем можеби 100% од фабриките и сега се снажа нели со мали бизниси. Неопходно му е на Гостивар некои странски инвестиции со поголем број на вработувања и мислам дека тоа треба да ни представува приоритет број 1 и мене како пратеник и на останатите сите кои што треба да го работиме во 2015 година. Колку господинот Ачимовски е достапен за граѓаните? Дали можат граѓаните да ве најдат кога им требаш?
Да, јас како пратеник од Гостивар, значи патувам секојдневно до Скопје и назад, ги извршувам моите обврски во Скопје и се враќам тука, значи моето место на живење е тука во Гостивар и секој ден сум тука. Сите може да ме најдат после 18 часот, а на мобилен телефон секогаш, оние што ме познава знаат дека секогаш сум достапен. Инаку она што сакам да го истакнам дека како пратеници во петок, значи е овозможена средба со граѓани, така да тој ден е извоен токму за граѓаните на Гостивар да може да дојдат, да се информираат, да се распрашаат за своите проблеми и во канцеларијата кој што се наоѓа во општинските простории од 10 часот па натака, значи кога сакаат пратеникот Сашо Ачимовски. Сте вие петоците таму? До сега, значи, се го практикувале? Да, секогаш со почеток од 10 мај до сега, значи секој петок сум тука јас како пратеник за сите граѓани и морам да признам дека присуството е големо и е забележливо присуството и на сите граѓани, значи без разлика на верска или етничка. Ве посетуваат граѓаните? Да, не посетуваат и македонци, и албанци, и роми, и сите оние кои што се заинтересирани. Значи тоа апсолутно тука за сите сум отворен и гледаме колку што може на сите да помогнеме. Господине Акимовски, која е иднината на Гостивар? Па иднината на Гостивар треба сите заеднички да се трудиме да ја направиме да биде подобра, да се грижиме за нашите, за младите тука, да останат во Гостивар, како што кажавме во претходниот период, значи да ствараме можности за отварање на нови работни места, да ствараме можности за здрав образовен систем, за да само така можеме да одиме напред, значи така нема да ни излагаат трули генерации, туку напротив ќе излегуваат интелектуалци, да створиме можност за здрав и стабилен здравствен систем во кој што ќе може нашите тука, значи да се лекуваат во Гостивар, да не го бараат чарето надвор во Гостивар и да сите заеднички, значи помогнеме да нарасне економијата. Значи има иднина Гостивар? Секако дека има иднина. Господине Акимовски, јас ви благодарам што одвоите од вашето драгоцено време да бидете гостин во ТВ Глоби. Ви благодарам и јас. Јас се надевам дека и понатаму ќе ве имаме гостин. Секогаш и со задоволство. Благодарам. Уште еднаш ви благодарам. Понарувате ли шикуе се и ще праќа интервиста јавас ме Зотин Ачимовски. Унилно таким интервистат е радас ју фалдерит натнемил.